Веќе еден месец нема ниту трага од 26 годишниот Самуил Костадиновски, внук на Љубе Бошковски. Дали некој го бара или се ќе се заврши со притворањето на двајцата осомничени, кои молчат и тврдат дека не знаат каде е Самуил, иако последен пат тој е виден заедно со нив во автомобил, пошто му се губи секаква трага. Според информациите, приведените го собрале Самуил во припор и полицијата успеала да ги идентификува преку безбедносните камери. Тие од местото со Самуил во автомобил заминале во правец на центарот на градот, но потоа им се губи трагот. Таткото на Самуил смета дека тие имаат повеќе информации од колку што споделуваат и прашува дали некој воопшто го бара неговиот син или се ќе остане на апсењето на двајцата кои молчат. До моментот немаме никакви информации, веќе помина месец ден и еден ден. Министерот го слушаме пред на недела, збореше дека демек имале некакви сознанија, али дека биле во тек, али од тоа немаме ние ништо од тие сознанија, не знаеме ништо што се дешава и каде се наоѓа до моментот Самуил. И исто имаме сознание. Ние мислиме дека тие приведените до моментот немаат ништо кажано пред јавното, пред обвинителот и немаат ништо кажано ни пред полицијата каде до моментот каде се наоѓа Самуил. Се уште тие ќутат со молчење, сакаат да моментално со молчење. Немаат никаков исказ дадено за каде се наоѓа до моментот Самуил. До моментот никој се нема јавено за некаков откуп или за нешто за некакви финансии. Дека има нешто некој да барал таква особа до сега се нема јавено ни потражено нешто финансии. Што очекувате од институциите да напел до нив? Па ние од институциите чекаме, од Министерството за внатрешни работи чекаме за да го стиснат овој сторителот на делото што е приведен, тие двајцата приведени за да кажат до моментот кај се наоѓа Самуил. Они знаат најдобро. Ние бевме со јавниот обвинител прошлата недела и он кажа дека работиме доколку имате некое сознание да ни јавите. Ама ние какви сознанија да имаме? Ние не сме ни МВР, ни обвинителство. Ние немаме никакви сознанија. Ние да знаеме каде е Самуил, ние сами би отишле да го побараме и да го слободиме ако е се уште негде затворен. Осомничените се на возраст од 30 и 25 години и се наоѓаат во притвор бидејќи обвинителството сметаше дека може да избегаат или да влијаат на сведоци додека трае истрагата. На прашањето од А1 дали се превземаат некои мерки и дали се уште е во тек потрагата по Самуил, од обвинителството велат. Основното јавно обвинителство Скопје секојдневно превзема действија чија приоритетна цел е пронаоѓање на лицето, а потоа испитување на евентуалната кривична одговорност на инволвираните во настанот. Во периодот од исчезнувањето на лицето до денес, постојано се обезбедуваат докази и се вршат проверки и распити на лица кои со своите сознанија придонесуваат за расчистување на настанот. Врз основа на доказите обезбедени до овој момент, поведена е истрага против две лица за кои постои основано сомнение дека учествувале во действието на грабнување на лицето. По предлог на надлежниот јавен обвинител на осомничените им е определена мерка притвор. Дополнително, со координирани активности на надлежното обвинителство и Министерството за внатрешни работи се обезбедени и се обезбедуваат и други докази, но за да не се наштети на постапката, јавното обвинителство не е во можност да сподели повеќе детали. Неговиот татко Љупчо Костадиновски за А1 вели дека нудат и парична награда за информација во врска со исчезнувањето на неговиот син. Вели немаат буквално никаква вест, ниту од обвинителството, ниту пак од неговите пријатели. Молк од сите страни, а него се уште го нема, вели таткото. Костадиновски за исчезнат беше пријавен од неговиот брат. Потоа беа земени снимки од безбедносните камери, информации од очевидци, а беа сослушани и лица од кои беше можно да се добијат повеќе информации. Самуил Костадиновски е внук од брат на Виолета, сопруга на Љубе Бошковски. Исчезнат е од 3 март 2023 година.